Георгина Трајковска и Родне Деолска, студентки на Високата школа за новинарство и односи со јавност на катедрата Јавност и корпоративни комуникации, кои на крајот на овој семестар работат на подготовка на кампања за реални клиенти. Нивната задача се состои од медиумско покривање на социјалната тема за поттикнување на велосипедизмот и воедно да се најави иницијативата на амбасадата на Кралството Холандија и општината Маврово, каде на 16 и 17 јуни треба да се одржи веќе традиционалната четврта година поред тура Маврова. Денеска, како што спомнав, ги имаме студентките Георгина Трајковска и Родне Деолска. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Портик. Вие сте само представнички на онаа група од 9 студентки, претпоставувам, или студенти на Високата школа на новинарство, кои што работат на оваа кампања, кој го носи насловот "Сврти го тркалото во твоја корист". Кој малку помеќе ќе ми каже за оваа ваша работа или задача која што ви е дадена? Така, кампањата "Сврти го тркалото во твоја корист" се организира веќе четврта година поред, само што оваа година за прв пат действуваме баш со овој слоган. Инаку проектот започна во 2009 година на иницијатива на амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија и оваа година имаме ние таа чест да соработуваме со амбасадата и да работиме на медиумско промовирање на целата таа кампања. Инаку не случајно го правиме ова баш во овој период од годината, бидејќи мај е интернационален месец на велосипедизмот. Инаку главната цел на кампањата е подигање на свеста за возење велосипедизам, за возење велосипед и конкретно промовирање на велосипедизмот во Македонија. Така. И она што е главно, претпоставувам, сите вие дозволија, барем холандската амбасада, токму вие да го водите пиерот на турата Маврова, која што е традиционално четврта година поред ке се случи. Ајде ке преминеме пред да поразговараме какви беа работните задачи околу целите на оваа кампања. Постојат три главни точки кои што ги работите и ги обработувате. Трите главни области во кои што кампањата има насока да делува се здравјето на луѓето, потоа животната средина и економичноста. Значи најпрво сето тоа што го правиме се однесува на тоа да се подобри здравјето на луѓето во Македонија, со цел тие да го покренат степенот на за возење велосипедизам во истата држава. Со цел, значи, најпросто би објаснила со пример, со тоа што еден час одење во сауна може да ги подобри вашите белодробни патишта, исто како што еден час возење велосипед. Така. Или пак со тоа што станувате активен велосипедист, можете да ја помогнете на природата да ги зачува своите ресурси или пак да ги зачува оние ендемични видови од флората и фауната. А исто така ќе го намалите општинскиот стрес со чекање место за паркинг, исто така и казните. А едно најбитен сегмент кој што би сакала да го нагласам е тоа што со возењето велосипедизам во секоја држава може да се намали и процентот на криминал. Односно, на кој начин, да, тоа е вистинското прашање. Најчесто криминалните дејствија се извршени со моторни возила, така да бидејќи колку што има повеќе, така би се намалил пропорционално процентот на криминал. Така, една од целите е економичноста, затоа верувам дека не треба многу да се зборува колку е поевтино да се патува или да се стигне до работа или до факултет со велосипед отколку со автомобил. Да не ве прашувам ни дали вие практикувате на факултетот да стигнете со велосипед. Да, секогаш кога ни се отвара можност, значи зависи од временските услови. Пробуваме бидејќи тоа може да се случи два пати побрзо да стигнете отколку со моторно возило. Така. На што најмногу се осврнавте во работата? Или што воопшто се работеше додека трае? Значи не е само покривањето со оваа медиумска кампања, туку и буквално работа во истражување, во промовирање, па еве до овој крајен продукт во кој што ќе седнеме на јавноста ќе соопштиме на што се случуваше. Што работевте? Па на почетокот работевме на подготвување на истражувачки извештаи за да видиме кои се бројките, односно колку велосипедисти на пример имаме во Македонија, за да може на крајот после завршената кампања да ги споредиме тие бројки, да кажеме колку била успешна нашата кампања. Понатаму медиумското промовирање, нели гостување по емисии, подготвување на текстови за веб портали и тие други работи кои што се сместени во медиумското промовирање. И една статистика која што вие студентите од Високата школа за новинарство ја истраживте, а ќе ни соопштите околу тоа колку велосипеди се произведуваат во Македонија дневно? Дневно во Македонија се произведуваат околу 400 велосипеди, значи тоа е дневна бројка, која што поголем дел од половина оди во извоз,
значи надвор од нашата држава, не се задржува кај нас, значи сметам дека е време да промениме оваа навика и ние да се качиме на велосипед и да го свртиме тркалото во наша корист. Така, други некои интересни податоци кои што можете да ги споделите и ги работевте со останатите студенти? Се покажа, според извештаите се покажа дека македонците многу почесто возат велосипед за време на викендот и тоа е за рекреација или доколку сакаат да направат некои промени во нивната фигура. Меѓутоа многу ретко гледам и многу мал дел од нив доаѓаат со велосипед на работа или на факултет, па се надеваме дека, не знам, после оваа кампања може ќе ја подигнеме до некаде света. Ке можете ли да ми кажете, кампањата ќе заврши на 16 и 17 јули, кога впрочем ќе се одвива турата во Маврово и малку еве да најавиме она случување кое што ќе се одвива таму? Да, турата во Маврово значи представува настан кој што трае 2 дена, секогаш се организира за време на периодот на викенд, за да може да има што повеќе посетители, нели знаеме како сме слободни со нашето слободно време. Значи, целта на турата во Маврово е да има две тури, односно 2 трки, каде што едната е за рекреативци, а другата пак за професионалци. Но не е само околу велосипедизмот, исто така има и наградни игри кои што се одржуваат за сите возрасти, значи од најмалите до најстарите. Има и делови од културата и фолклорот. Исто така има и на различни работилници, каде што секој може да се вклучи, да се пронајде себе си и да добие едно ново искуство. Така, овој петок ќе организирате некоја посебна промоција кога што нашов преска или грешно сум чул? Тоа ќе биде медиумската промоција за холандска амбасада. Така. Каде што клиентите би се сознале со нашите досегашни активности. Сакате да ми кажете дека ние денес ова дека што го направивме пред да го направите оне студентите со холандската амбасада. Да. Ми беше мило, само за крај да споменеме. Каде да се пријават? За сите оние кои што сакаат да се пријават на турата, може да го пополнат формуларот за регистрација кој се наоѓа на веб страната на Националниот парк Маврово. Холандската амбасада ќе се погрижи за превозот на велосипедистите и на нивните велосипеди, се разбира, по доста символични цени. Така, претпоставам дека тоа пријавување ќе трае, бидејќи почетокот е на 16-17, па пред самиот старт, да речеме официјално, ќе може да се пријават сите оние кои што сакаат да користат велосипед, а такви верувам дека има многу. Меѓу нив не сте само вие 9 студенти кои што работевте на овој проект, туку и целата висока школа за новинарство и сите останати студенти. Ви благодарам за учеството, за гостувањето и за информациите кои што ги споделивте овдека заеднички со сите наши гледачи. Продолжуваме понатаму, повторно ќе зборуваме за студентите во универзалната сала. Студентите на ФОН изведоа представа под наслов Без зборови. Станува збор за заеднички проект со UNDP, УНИЦЕФ и ЮНЕСКО за подобрување на меѓуетничкиот диалог и соработка меѓу заедниците.